Добри дојде во студио за Петре Шилегов, градоначалник на Скопје. Имавте денеска. Добар ден, добро вечер. Ви благодарам што сте гостин на Нова. Ќе одговарате прво на неколку мои прашања, подоцна одиме со прашањата на социјалните мрежи, на Facebook и на Twitter. Се однесуваат во принцип најмногу за загадувањето и денеска имавте голем протест, иако вие не би се сложиле, но тој протест не во бројчана смисла, но секојдневно луѓето, затоа и велам дека е голем протест, секојдневно луѓето протестираат за загадувањето, се однесува на Дрисла. Очекуваме да се реши проблемот во февруари, кога ќе биде избран концесионер. Значи, некаде во септември месец до градот Скопје стаса одлуката на Висшиот управен суд. Вие знаете, во текот на летото на неколку наврати барав судот да донесе што е можно побрза одлука. Согласно таа одлука, јас како градоначалник ја расформирав старата комисија која што ги вршела евалуациите и беше формирана нова комисија во која што има представници од градот Скопје и од Министерството за заштита на животна средина. Првичната работа на таа комисија е да ја прегледа документацијата на сите три понудувачи. Тоа беше во септември? Па од септември е започнат процесот, велам што се случува до. А зошто во септември е започнат процесот? Тогаш стаса одлуката од судот. Не можеше да се иницира претходно? Не можевме, затоа што не знаевме каква беше одлуката на судот. Одлуката на управниот суд претходно е одлука каде што го менува концесионерот на кој што имаше жалба. И сега вие не можете да ги прејудицирате работите додека не ја дочекате судската одлука. Откако стаса, ние како град влеговме во постапување по таа пресуда, се формира новата комисија, таа откако е формирана започна да ги разгледува документацијата. Добре. Треба да се изврши евалуација и мислам дека е веќе некаде зрела состојбата и ситуацијата во февруари да биде донесена одлуката за новиот концесионер. Добро. Постојано изјавувате дека го повикувате упорно Државниот инспекторат за заштита на животна средина како надлежен орган да ја засилува инспекцијски надзори Дрисла, Железара, Усје. Да. Значи, делот каде што ги имаме поделено ингеренциите согласно прописите кои што се кај нас, има носители на така наречени А лиценци, кои што се надлежност државна, односно на Државниот инспекторат, и има Б лиценци кои што се надлежност на градот Скопје. Горе наведените објекти кои што се во јавноста и исвиркани, да речам, на некој начин како потенцијални загадувачи или како загадувачи, се надлежност на Државниот инспекторат за животна средина. Градот, не дека јас не сакам, немам можност да го пуштам инспекторатот на градот Скопје да изврши инспекција и согласно резултати да изрече или да не изрече казна. Тоа е нешто што може, односно мора да го прави Државниот инспекторат. Јас очекувам, особено кога не соработувате со Државниот инспекторат. Имаме соработка, меѓутоа јас мислам дека ова е доказ, имаме соработка, меѓутоа јас мислам дека таа соработка треба да е многу поинтензивна и резултатите од таа соработка во смисол на извештај од Државниот инспекторат мора да се многу потранспарентни од тоа што го прават. Затоа што вие сте немоќен практично, како што можам да ве разберам. Освен да апелирам, да повикувам и ова и го користам и ова е своевиден притисок кој што јас можам да го правам врз институциите, она што е надвор од ингеренциите на градот, а што ние го решаваме и во меѓусебна секојдневна комуникација, меѓутоа добро е јавноста да знае и јавноста да го врши притисокот врз соодветните органи кога се определени правни субјекти во прашање. Значи сте немоќен. И сега вака, вие сте избран да ги решавате проблемите, и социјалните мрежи колку веќе време помена повеќе од една година. Година и неколку месеци, да. А постојано ви укажуваат дека сте избрани да ги решавате нивните проблеми, дека не ги интересира начинот на кој тие проблеми ќе бидат решени. Вие тука велите дека сте немоќен во таа битка со Државниот не реков јас дека сум немоќен. Инспекторат. Јас заклучувам дека сте немоќен заради тоа што сакате да извршите притисок со некој апел. Но од друга страна, вие сте и подпредседател на СДСМ, значи на владеачката коалиција. Владеачката коалиција добила на избори можност, шанса да управува со државата, вие со градот и морате да најдете начин, предпоставувам се согласувате, да ги решите овие проблеми на граѓаните без разлика како ќе бидат решени.
Тука се сложувам и Да. тука јас не Добро. кажувам нити дека градот нема соработка со државните органи, меѓутоа Добро, моето но сте незадоволни, еве со државниот инспекторат и постојано правите некаков притисок, апелирате, но не ве слушаат. Моето чувство, слушајќи ги и апелите на јавноста, е дека во најмала рака она што треба да го направат останатите државни органи е да бидат потранспарентни во својата работа, како би грижите кои што се оправдани од граѓаните. Тоа сепак треба да биде ваша уврска, но ајде сега да одиме веднаш со прашањата, па подоцна пак и јас нешто ќе ве прашувам. Дали се гордее Сашка Ангеловска, Фејсбук, дали се гордее што во негов мандат град Скопје на прво место на најзагадените градови? Јас би си дала оставка. Една година. Вака сега. Веќе сте повеќе од една година. Така. Можеше ли за една година да се преземат некои чекори? Ајде прво одговорете конкретно, дали се гордеете? Дали би, може би, предлагам, вие се пак водите, ако имаме сет од такви прашања, затоа што може би во еден одговор би ги опфатили повеќето прашања. Не. Ајде едно по едно. Нека бидат луѓето сакаат прецизен одговор. Она на што сакам да обратам внимание во особено кога е животната средина во прашање, е дека градот Скопје е перманентно и константно уништуван скоро 30 на години. Веројатно не е за очекување, нити јас некогаш имам речено дека проблемите кои што се создавани можеби 30 на години на назад можат да бидат разрешени во една година. Она што знам дека го имам направено во оваа година, тоа на неколку наврати во јавноста го општам, а не можете да имате тука инстант резултати, затоа што не постои инстант загадувач, па за да превземете инстант мерки, е дека градот под моје водство во текот на оваа година визави изворите на загадувањето кои што се главни причинители, кои што ги покажуваат сите анализи и Сообраќај, градежништво, домаќинства, ги има и индустрија, ги има превземено прво она што може како акутни мерки, 27 превземени што претходно не биле превзимани пред јас за градоначалник. Второ, многу битно, имаме дојдено до самата суштина, имаме воспоставена стратегија на градот Скопје за сообраќај, нова, целосна, која што ја немало. Последната студија за сообраќајот во нашиот град е завршена 1984 година, што е трагедија. Чекате, за студија говорите или за градот Скопје дека начинот на кој сообраќајот е променет? Начинот на кој што се одвива сообраќајот во градот Скопје последен пат е студиран во 1984 година. Тоа сакам да го кажам. Не, има сега во моментов е на сила некаква... Не, значи дојде... Некакви мерки се на сила? За да може да превземате чекори. Добро. Особено на сензитивни теми како што е сообраќајот. Тие не можете да ги направите како ќе ви текне. Ете така. Последните податоци кои што во градот биле обработувани, кога е сообраќајот во прашање, биле направени 1984 година. Тоа го кажувам. За да може да воспоставите стратегија за сообраќајот, движењето на сообраќајот, начинот на регулацијата, вие морате да имате научна основа, да кажам, нешто што не било направено, тоа овој град го направи. Кога го направивте? Во текот на оваа година. Затоа велам. И сега влегуваме... Ајде да ви реплицирам. Ајде. СДСМ 11 години беше во опозиција. Да. До сега требаше да имате подготвено студии, планови и проекти, а не да ми кажувате дека минатата година била направена оваа студија. Второ, 27... Во услови, Билјана, кога сте во опозиција, вие може да имате план. За да може тој план да го имплементирате, мора да ги почитувате постапките и процедурите кои што оваа држава ги има предвидено за да тие станат официјални документи на институцијата која што ја водите. Тоа знам, јас говориме за план и проект. Планот за кој што јас и настапив на изборите. Да. Е она за кое што всушност и градот го работеше во текот на оваа година. Да. Не може, значи јас и на граѓаните во кампањата им презентирав каков е планот за сообраќајот во Скопје. Тоа мораше да биде преточено во стратегија, сега влегуваме во негова имплементација. Кога сега? Веќе сме во визибилно поле, се работат и нови сообраќајници. Знаете дека сме готови со проектот за трамвајот. Тоа целосно ќе го смени сообраќајот во градот. Не, добро, сега говориме за сега. За сега. Знаете, пристапот дека проблемот
може да се реши со стискање на копче е најпогрешно. Тоа никој не го вели. Ама вие ми велите сега да го решиме. Не, сега ја не ви велам така? Сега. Не ги извртувајте моите зборови, само ве прашав сега што е на сила. И без вака ве Сега е на сила во моментот она што го гледаме на скопските сообраќајници се одвива по основ на анализите кои се направени 1984. Изработивме нова сообраќајна стратегија на градот Скопје и започнуваме со нејзината имплементација. Стратегијата нова во моментов 1984 година е последната сообраќајна студија. Е последната сообраќајна студија. И во градов, така? Значи, имено тоа ви го кажам. Сега, она што сега го правиме, ја доведовме и сега ја влегуваме во нејзина имплементација. Кога сега влегувате? Па веќе сме влезени. Тоа го зборувам, Кажете ми кога сме влезени значи, во имплементација? Градот веќе работи на нови сообраќајници, во реализација на нови сообраќајници, градот веќе Не ве разбирам. Што во моментов е навистина на сила? Не дали работи. Нешто дека се работи се најавува, трамваи, нови сообраќајници. Во моментов што е на сила? Тоа што го гледате на лице место. Значи, што на лице место гледаме? Не разбирам. Или јас не би го разбирам прашањето, или се обидувате да извлечете од мене одговор што не мислам дека е во ред. Градот има сообраќајна стратегија од 1984 која што се имплементира. НЕЗ треба да ја замени новата стратегија сообраќајна на градот, која што е започната да се имплементира со реализација на новите сообраќајници, новата сообраќајна стратегија на јавниот транспорт. Тоа не оди преку ноќ. Не говорам за ноќ. Ве прашувам, тоа се плановите и секако тие треба да бидат имплементирани. Во моментов ве прашам. И ве земав јас пример со Париз и со Франција. Знаете дека 3 пати помалку се загадени нормално од Скопје. И сега, вие знаете какви рестрикции прават тие, така? Рестрикции на возила. Што ве спречи да направите рестрикција на возила? Законскиот пропис... Се говореше не пар возила, дека ќе има тоа. Веќе таму, например, е со години, низ годиниве на сила, кога има алармантна. Тоа сето го знаете и јавноста го знае. Имаат прогласувано зелени еколошки зони. Сето тоа имаат класифицирано возила со налепници. Така, и кога дојдов јас за градоначалник на град Скопје, затекнавме состојба во која што градоначалникот на градот Скопје нема законски и административна моќ тоа да го направи. Една од првите работи што ги најавив што дојдов како градоначалник е токму еколошкото мапирање на возилата. Градот Скопје, иако визави тоа каква ми е соработката. Тоа е една од мерките која споменав. Се извинувам, мора да кажем. Градот Скопје, иако нема надлежност, сепак го изработи законот и преку Министерството за внатрешни работи тоа конечно во собранието стаса и се изгласа. По основ на тој закон, кога ќе започне да се имплементира и ќе вршиме еколошко мапирање на возилата, градоначалникот тогаш, значи ќе има административна можност да врши редукција, односно рестрикција на сообраќајот. Тоа што градовите, како што се Париз или другите европски градови го направиле децени наназад, за жал, никој што седел на столицата градоначалничка во Скопје пред мене. Почиваат врз некакви закони. Имено. Зошто тие закони не се донесени? Значи, јас сега ви кажувам, преклани во ноември месец, јас како градоначалник го иницирав еколошкото мапирање, го изготвивме законот. Законот некаде во септември месец помина во собранието на Република Македонија. Министерството за внатрешни работи по основ на тој закон врши еколошко мапирање на возилата, а во деновите кога ќе дојде да речам загадувањето, сега, не пред 30 години, не го направил тоа некој пред мене, овој градоначалник го направи, градоначалникот ќе може да врши редукција на возилата, односно нивно исклучување од сообраќајот. Кога? Не ве разбрав? Законот е од септември на сила. Не, ама кога ќе започне? Започната неговата примена, треба година дена има одложено действие додека се изврши еколошкото мапирање на возилата. Вие го носите возилото на... рестрикција на автомобили ви прочитав во одредени урбани зони, например пар не пар. Значи, и за тоа треба апсолутно таква можност законска, донесењето на овој закон за кој што зборував, немаше градоначалникот на Скопје. Сега, донесен е законот, треба година дена заради техничките прегледи во циклусот во кој што влегуваат возилата да се истите мапираат и Ама мора прво да се мапира, не може пар не пар да немаме таква можност, тоа може само министерот за внатрешни работи да го направи.
Вие не го познавате, министер за внатрешни. Значи ви кажувам, ме прашувате за не треба нешто... да видите, јас пак ќе ве подсетам дека сте подпредседател на СДСМ. Ме прашавте зашто нешто има во вие Париз. Сте, да. Ме прашавте не, зашто вие нешто сте има на во Париз. тапет во Скопје. Тачно. Да. А всушност очигледно дека зависат многу работи од функционери со кои имате кажувам, проблем за комуникација. Не, туку сега ви кажувам, имајќи во предвид, гледајќи ја таа аномалија на нашиот град, јас го предложив тој закон и тој закон кога се применува ќе почне го кажавте и во ред. Зошто во Скопје мириса не одговоривте. Јас се извинувам, ќе морава беше првото прашање и Сашка Ангеловска, дали се гордеете што во вашиот мандат Скопје на прво место како најзадан град? Значи, го почнавме така, па ни... Се гордеете или не? Ајде да имаме, нема да имаме време. Значи, не се гордеете, претпоставувам. Проблемот со загадувањето на Скопје е водење на погрешни политики повеќе од 30 години. Јас сум горд на тоа што во текот се извинувам, Лиљана, се извинувам. Ама го кажавте ова. Значи, јас сум горд на тоа што во текот на оваа година изработив работи што 30 години никој не ги работил. Визибилноста нивна допрва ќе се види и допрва ќе се осеќа. Да. Не сум горд што живеам во град што важи за еден од позагадените, а не во најзагадените во светот. Само тоа затоа што немаме многу прашања. А зошто во Скопје мириса на изгорен сулфур, дечкото со точакот? 53% од загаденоста на воздухот во нашиот град се должи на затоплувањето на домовите. Само 24% од територијата на градот Скопје е покриено со топловодна мрежа, гасификацијата не е ни започната. Тоа за мене беше предизвик да формираме градски енергетски системи, јавното предпријатие. Добро. Ја чекаме лиценцата со цел ние да ја превземеме топлификација и да ја започнеме гасификацијата. Со цел да 73.000 домакинства кои што се надвор од организиран систем на затоплување ги внесеме во организиран систем на затоплување за проблемот со затоплувањето на домовите како главен причинител на загадувањето го намалиме. Мириса на сулфур затоа што не знаеме кој што во своите домови, надвор кој што се организирани од систем на затоплување на домови, користи во своите печки. Да, тоа е последица на сиромаштијата. Дефинитивно. И имате која е бројката на домаќинствата кои се социјално загрозени и не можат да достоинствено едноставно да се греат? Она што е мој императив и заради кое што јас ја работата во енергетиката на овој начин со ГЕС и ги барам лиценците да ги добие градот Скопје и да ги управува тие процеси, е баш можноста градот потоа да има сериозен импакт и можност да на социјално загрозените граѓани понуди бенефиции со цел да ги внесе во организациониот систем. Која е бројката на домаќинствата? Немаме апсолутна бројка на загрозени домаќинства, меѓутоа тие податоци ќе ги влечеме кога ќе дојде време по основ на податоците од Министерството за труд и социјална политика. Добро. Која е бројката на автомобили кои се стари, со тоа и опасни, циркулираат и допринесуваат за загадување? Во Скопје имаме околу 170.000 возила вкупно. Добро. Она што пак велам... Тоа се тие кои загрозуваат? Не, сега ќе дојдеме. Во моментите кога живеевме во политиките на ефтиниот популизам, сега живееме во последиците од ефтиниот популизам. Затоа и ве прашам која е бројката на тие автомобили. Преку 76.000 стари автомобили под Евро 4 стандард се увезени во градот Скопје, зборувам. Во градот Скопје сега има многу прашања. Да, се сложувам, меѓутоа и тие веројатно ќе бидат мапирани, нема да биде дозволено да знаете, кога на времето ние како опозиција се буневме против таквиот увоз на дизел ѓубрето од европските пазари во Македонија, бевме предмет можеби на исмејување. Сега кога го дишеме тој воздух, веројатно на луѓето им е јасно за што зборувавме. Да, финансиската сиромаштија повлекува и секаков тип на сиромаштија, незнаење, неедуцираност. Вие знаете дека имаше информација дека Мепсон набавиле околу 300.000 евра мебел. Се согласувате ли со таа растрошност на државните предпријатија? Не ја знам состојбата. Имаше таква информација. Не ја знам состојбата. Инаку мислам дека во зависност од тоа кои се потребите на институцијата,
примарните потреби на институцијата, тие треба да бидат задоволувани. Дали во МЕПС во моментов примарно набавува намештај за 300.000 евра, навистина не знам. Ве разочарува тој. Ако тоа не е приоритет, ако тоа не е приоритет. Не знаете зошто ве прашувам, претпоставувам дека ви требаат многу пари за како градоначелник. Еве што би направиле вие со 300.000 евра, скоро 300.000, сумата е 275.000 прецизира. Да, ма јас да судам за приоритетите на МЕПС без да ја знам. Вие за 300.000 евра што би можеле да за овој град да, тоа е моето прашање. Па не, се ние не судиме. Се зависи. Градот Скопје има буџет од околу 60 милиони евра. Еве, и тие 60... Може ли 300.000 за некои од загрозените семејства да бидат искористени? Па не знам, може да речам, може да речам на пример да влезе, што знам, ние со 10 милиони денари субвенционираме пелети, со други 10 милиони субвенционираме. Во евра? Тоа се околу 160.000 евра. Значи, на колку семејства би им помогнале со тие пари? Па цирка по она што искача како програма, повеќе од 100 семејства. Добро. Ајде со бездомните куќиња, најавивте дека ќе има ново предпријатие, вчера најавивте Вардариште се заклучува. Не значи дека Вардариште се заклучува, не е објектот како објект синоним за лошиот третман на бездомните животни, туку начинот на кој што функционира тој објект. Така, но зошто тогаш ново предпријатие? Затоа што благосостојбата на животните, законот за благосостојба на животните е закон стар 7 години. Согласно тој закон и согласно тие обврски кои што ги има градот Скопје требало во соработка со Агенција за храна и ветерина како надлежен орган, зборувам пред 7 години, да го направи регистарот на домашни миленици. Да ги исчипира, да ги евидентира. Целта е на тој начин го спречува. Се извинувам за да дојдам до суштината, за да дојдам до поентата. На тој начин го спречувате или го минимизирате физичкиот прилив на животните од така. Сега, ние, значи ја во текот на оваа година и за Вардариште и за бездомните куќиња и се изнагледав и се изнаслушав се за себе. Упорно го молчев моментот затоа што мислам дека ако тоа прашање ако не го решите стратешки нема да може да го решите. Не можете да излезете да ги испотепате куќињата. За 2 години ќе ви се вратат на улица ако немате стратегија за таа работа. Имено. Мислам тама не, меѓу другото ми беше импутирано дека сакам да ги Со Анима Мунди донесовте ваква одлука за ново предпријатие. Малку прецизен молам бидете. За да бидам прецизен. Бидејќи со Агенцијата за храна и ветерина градот Скопје координирано почна да се исполнува законската обврска. Во тек е процес на бесплатно чипирање на куќињата и формирање на конечно регистар на домашни миленици на градот Скопје кој што завршува во март. Добро, ова многу пати е кажано. Ајде сега е правото време за да се надополни целиот концепт. Да стационарот Вардариште го промени начинот на функционирање. Затоа сега го најавив, иако да речам во целата таа приказка требаше како ќе го тоа кажете поентата, ново јавно предпријатие го вадиме од системот на комунална хигиена, затоа што комунална хигиена е поголем систем и не е нејзина приоритетна задача, впрочем, да управува со стационарот Вардариште. Ќе основаме ново предпријатие чија што исклучива надлежност ќе биде работа со бездомните животни. Во управните органи, моето инсистирање, моето барање е да бидат вклучени граѓански активисти и невладиниот сектор со цел да заедно придонесеме за добра функционалност на стационарот на градот и вистински правилен третман на бездомните животни. Гизела Јамако од Facebook еве ве прашува, кажува каква е состојбата со Вардариште, кога ќе одиме ќе видиме дека тие куќиња добиваат храна и се во нормални услови. Значи, еве го, тоа е процесот процесот е сега започнат. Јас очекувам во најскоро јас очекувам и вчера го најавив, ги започнуваме процесите на консултации заедно со процесот на завршеток, значи пирањето на домашните миленици ќе започне и со функционирањето на новото предпријатие и перманентно ќе работиме на подобрување на условите. Значи некаде од крајот на март месец веќе ќе можеме да зборуваме за сосема
поинаква политика, а со тек на време, во текот веројатно на оваа година, заеднички сите со граѓаните, со невладините, ќе работиме дел по дел да ги подобруваме условите. Добро. Никса, зошто КХС, ова е Твитер, ги чисти улиците и тротоарите во 8 часот са бајле, додава на сообраќајниот метеж во развиени градови, тоа е навечер. Значи, во зависност од распоредот на улиците, дел од сообраќајниците се чистат навечер, дел од сообраќајниците се чистат во... Се допринесува на метеж, тоа е неговиот... Се трудиме тоа да не биде на сметка на сообраќајот, иако мора да се испочитува скромниот капацитет на комунална хигиена што го имаме и за нашата неможност како јавно предпријатие, како град, да излеземе на чистење на улиците паралелно на територија на целиот град. Луѓето мора да работат во смени за да може да го покриеме градот. Да. Околу зградата кај Holiday Inn, знаете дека всушност вашите кариери во СДСМ беа направени токму заедно со шарените, да се добијат изборите како резултат на тоа, да се крикне кон власта на ВМРО ДПМН, кон режимот, тој се нарекуваше секојдневно, против урбаната мафија. А не беше режим? Сега цитирам како изгледаше тоа. Го кревавте, значи, гласот против урбаната мафија и против неконтролираните градења, и сега ви се случуваат градења во срцето на центарот на Скопје. Не ми се случува градба таму. Добро. Значи таму се уште нема донесено. Да, нема урбанистички план. Но ни се случува закана сериозно. Таму се уште нема детален урбанистички план. Градот во соработка со општина Центар го работи регулацијскиот план. И јас не очекувам дека чудовиштата кои што беа најавувани во минатото. Не говориме за висококатници. Дека таму може нема да има, но дали ќе има згради? Во моментов не можам да ви кажам затоа што деталниот урбанистички план се уште не е изработен. Станува збор за Вие се согласувате? Станува збор за простор во централното градско подрачје што е страшно лошо неуреден и ќе треба да се направи негово урбанизирање и преуредување. Дали тоа ќе значи можеби и градба на определени објекти, прерано да се каже. Се согласувате ли? Тоа е моето прашање. Не е прашањето дали јас се согласувам, јас сакам. Како не е прашањето, јас ве прашувам, вие кажете го вашиот став. Не е прашањето дали јас сакам таму да се гради објекти или не. Прашањето е дека јас сакам. Не, прашањето е за вашиот став. Да изгледа, не мора задолжително секогаш да има објекти од една страна и не мора задолжително секогаш ако има објекти да тоа значи уништување на јавен простор. Хипотетичко е прашањето. Не, воопшто хипотетичко, се согласувате или не? Да има во центарот на градот повторно градилишта. Значи, не станува збор за градилишта, за предпоставена ситуација. Сега разговараме што би било, кад би било. Не, јас ве прашувам, дали се согласувате? Не на начин на кој што би довел до загрозување на животната средина и урбанизацијата на град Скопје. Имаше многу пати апели за возење со велосипед, за користење на електрични тротинети, дававте и субвенции. И прочитав дека имало и возила за инвалидизирани лица, но велосипеди за велосипеди, велосипеди, но само 2 се пријавиле. Немате ли список на луѓе кои лица со попречености со одредени потреби им се потребни вакви велосипеди? Да не чекате тие сами да се јават, туку вие да им се јавите. Да, ама градот нема право да го прави тоа. Јас морам да дадам согласно закон јавен оглас, на тој јавен оглас. Да, и кога ќе видите дека не се јавиле... Не можам да ви ја наметнам волјата. Не да наметнувате, можеби затоа што прв пат оваа година на градоначалникот на град Скопје му текна дека има и такви лица, па даде таква можност. До сега таква можност не била давана. Можеби до луѓето не допрел гласот. Ние ќе се потрудиме во оваа година гласот да допре што е можда подале. Список на луѓето на кои им се потребни некакви помагала, велосипеди и така натаму. Тоа е моето прашање. Вие одите со велосипед секој ден на работа? Не секој ден. Да не прejudicираме. Колку пати? Знам да користам велосипед, знам пешки, знам собствено возило. Мандат сте биле со велосипед? Мислам дека велосипедот ми уште на работа од последното доаѓање.
А после се вратив со кола. Да, но колку пати сте? Се не можам, сум прашањето. Вие знаете дека во ерата на интернет луѓето се веќе запознаени со фотографии, со видеа, како изгледаат политичарите во западните демократии. Како секојдневно одат со велосипеди. Добро. Јас сум човек што без оглед на се што овие 5 или 6 години помина во кариерата, се уште немам обезбедување, ако тоа некому нешто значи, се уште сам пазарам, луѓето може да ме видат по маркетите, по пазарите, од време на време користам велосипед, од време на време користам личен автомобил. Да. Ако се обидувам од моето секојдневен живот што се трудам да не го променам, да направам пиар, онда веројатно би личел на тие луѓе против кои што се борев додека бевме опозиција. Функционирањето на еден човек, дали доаѓа со точак на работа или доаѓа со својата кола работа, е градоначалник на град Скопје, сега тоа ако треба да го рекламираме, тогаш мислам дека сме во погрешна насока, го водиме општеството, така? Да, за разлика од западните мислам дека и таму не се прави, и таму оние тоа не прават. И таму не одат на и таму тоа не прават, ама не прават тоа реклама. Значи јас не велам да правите реклама, јас ве прашав колку пати одите со велосипед. Па да, знам да отидам. Сте ги виделе ли амбасадорите како го чистат Скопје? Да. Многу пати. Да. Низ овие години еднаш беше Скопје лани. Ама многу пати, низ овие години, сега кога сте вие градоначалник. Јас колку што знам, холандската амбасада 3 години поред го прави. Шведскиот амбасадор и чистеше, и други амбасадори, нели, чистеле. Колку пати вие и функционерите на СДСМ сте го чистеле Скопје? Дали сме се приклучили на тие акции, сме се приклучили на нивните да се дали имаме организирано такви акции, не имаме организирано такви акции. Не дали на амбасадорите сте се приклучиле, туку дали вие сте? Не имаме организирано такви акции. Ќе организирате? Па јас претпочитам, бидејќи знам што во моментов се случува во градов и знам до каде се набавките и знам што се е набавено во градот во овој момент и ќе се става по улиците градски, мислам дека многу брзо во Скопје ќе немаме потреба од воредни чистења. Што ќе се случи? Па сосема нова инфраструктура за комуналниот отпад, за джебниот отпад, сосема нова инфраструктура за чистење на јавните површини. Сето тоа се постапки кои што во оваа година, во која што можеби до крајот на годинава најавувате дека да речем новите корпи за джебен отпад се стасани. Тендерот за контейнери е завршен, тендерот за новите комунални возила се завршени. До крајот на годинава тоа ќе се реализира? И порано. Тие ќе ги видат скопјани по улиците, така што мислам дека визибилноста ќе ни биде многу сериозна. Пак велам, кога работите јавна функција, кога раководите со јавни пари, самите постапки земаат сериозно многу време за да станете визибилни во професијата политичар по дефолт, по дефиниција е мета на критика без разлика како работите. Поентата ми е друга. Доаѓа за градоначалник, јас до 25 октомври. Дали да правиш ребаланс на буџетот за тогашната 2017 или го спремаш за 2018 визави она што си го зборувал и за што луѓето ти ја дали до вербата. Значи јас одлучив да влезам во сите знаеме дека после владењето на ВМРО беше тешко. Не, друга ми е поентата, друга ми е поентата. Но луѓето тоа веќе не ги интересира. Апсолутно и не треба да ги интересира, се сложувам. Поентата ми е друга. Не можете да ги правите работите од јутре. Некаква анализа треба да имате. Дозволете дека првите 6 месеци од мојот мандат сум правил анализи на определени состојби во градот. Визави тие анализи треба да ги превземеш чекорите кои што треба да ги подобрат. Како опозиција не беше возможно да бидат не затоа што не ви се сите податоци достапни. Не ви се сите податоци достапни. Знаете каква власт имавме и колку беше затворена. Предпоставувам дека биле криени, палени и така натаму. И сега ја констатирате состојбата, мора да ја дијагностицирате, са медицински ќе зборуваме, го спомнавме министерот Пилипче, и мора да го најдете лекот. Тоа сите го разбираат. Набавката на лекот е тоа што бара време. Знаете и сами дека и во зрелите демократии трпението кај граѓаните една работа која што можеби вам не ви значи ништо, мене ми значи бајаги и мислам дека треба граѓаните да знаат. 15 октомври 2017 година градот Скопје имаше договорни обврски во височина од 2 милиарди 850 милиони денари.
На 15 ноември 2018 година, значи година и еден месец потоа, градот Скопје имаше договорни обврски 1,7 милиарди денари. 1,1 милиарди денари сме заштедиле во текот на оваа година. Добро. Така што услугите кои што ги плаќа градот Скопје под моје водство се во просек за 26% поевтини од тоа што градот ги плаќа. Добро, претходно. претпоставам дека овие заштедени пари ќе бидат пренасочени најмногу кога социјално загрозените, кај најчувствителните ме разбирате што сакам да ви кажам. Разбирам се. Се согласувате ли? Да, Скопје има скршена нога. Не, сега ме сваќате. Знаете што јас прецизно ве прашувам. И сега кога ќе ви се, како да ви кажам, кога некој цело време вика не трчи, ќе скршиш нога. А упорно се трчало и се скршила ногата, не можете сега да очекувате дека ќе треба повторно се трчи на две нозе во извесен период. Треба овој период да го поминеме, полека го надминавме. Ние сме сериозно сега влезени во делот на визибилноста, на видливите резултати кои што граѓаните ќе можат да видат. Корпите, 950 нови корпи за жебен отпад кои што се ќе ги видите, ќе ги презентираме, нема ги сокриеме. 950 корпи се премалку. Но на крај сме на емисија. Само малку. Треба знаете дека да биде половина час и таа ќе градот до моето доаѓање имаше 1970 корпи вкупно за джебен отпад. И јас сега тоа го обновувам со нови 950, за половина се зголемува капацитетот од постојните. Така што знаете, мислам дека малку лесно кажувате малку дека е. Не е малку. Ви благодарам што бевте гости.